Почитувани гледачи, добар ден, добро дојдовте на програмата на К3 во обичаен термин резервиран за нов ден утринска програма на нашата телевизија. Денес имаме една помалку невообичаена тема, меѓутоа се надам дека ќе биде интересна за вас и ќе го задржиме вашето внимание. Конкретно станува збор, насловот на оваа тема утрово е животот на обичниот ром во нашето општество. По тој повод поканивме еден интересен соговорник кој ќе има доста работи да каже од животот на ромската популација во нашата држава, а тој е господинот Серџан Сулемановски, професор по оделенска настава. Господин Сулемановски, добро дојдовте во нашата програма. Мислам дека овој наслов е доста интересен, животот на обичниот ром во нашето општество. Благодарам на поканата. Серџан Сулемановски, меѓутоа во градот Куманово ве викаат Перо. Зошто? Па право да ви кажам, овој прекар го носам уште со моето раѓење, уште кога се родив. Повеќето граѓани, мислам, мои пријатели, роднини, другари ме знаат со името Перо, ради тоа што во тоа време мајка ми работела, покојна работела со една колешка во тутунов комбинат во Куманово тоа време. Зборувам за уназад 50 и неколку години. И демек, еве да биднат кумови, тие луѓе беа од село, мислам населба ли е, село Режановце, и така ме зеде таа една жена по име Добрила и вика оваа дете ќе се вика Перо. Перица, ствари не Перо, него Перица, и така остана тоа, и кај што живеам во населбата Следрок, бидејќи тука сум израснал, тука се до 28 години живеав тука со родителите. И од тогаш сите ме знаат како Перица, или Перо ме вика. Ама, кога почнавме во школа да одиме, уписивамо таму, излезе дека не сум Перица, него сум Севџан. А после тоа татко ми го тоа име даде, од причина по него, не знам каква беше, да не испадне детето да го земат македонците, демек ќе ни го земат детето, чекај како тоа ќе му го ставиме, ние ќе го прекрстиме, матично тогаш, кога ще запишува нели деца, вика ќе биде брат му постариот, сега покоен, се викаше Северџан, а овој вика ќе го ставиме место Перица да биде вика Севџан. И така ми остана тој прекар и еве користам прилика да ги поздравам моите кумови што ми го дадоа името и така. Да. Ви имате доста интересно, ако може да кажем специфично детство, рековте, раснете во населбата Средорек. Како ја поменуваше животот? Знаеме дека во минатото животот на ромите беше доста тежок и, мака, ако може да кажем груб збор, со многу турбуленци. Јас во тоа време, еве, јас сум роден 1961, значи сум у времето, у баш добри години, кога беше тоа време, например, комунизмот, тоа Титово време да го кажеме, тогаш условите беа некако по други од сегашните. Тоа време, зборувам сега за време 70-80 година, ние како деца тогаш игравме во споменик Костурници, игравме фудбал со децата тука, се бањавме по двете реки, Липковка и Кумановка, значи беше многу полно деца, населбата беше полна, значи немаше толку мигрирање во странство. Таа река беше чиста тука. Чиста река беше, да. Се додека кожара не се вклучи, од тогаш почна со најверојатно тие хемикали пушта ваму таму и рибите изумира, ние како деца ги собиравме така. Значи беше периодот за кој зборувам беше многу интересен и Средорек беше многу полн и жив. Значи имаше многу народ тогаш, ги почитувавме старите луѓе, значи имавме наши традиции, сега малку електрониката, компјутерите и така натаму се измени сето тоа.
Јас, ако ми дозволите да кажам, дека тоа време имаше една мала конкуренција меѓу нас другарчињата, кога појдовме во училиште. Јас тогаш бев вратен, бидејќи бев мал, а плачев да идам во школа и ајде една година паузирав во тоа оделение кај што учевме во 11 октомври. Сега мислам дека покојниот учител Живко беше, исто како наш доста црн човек вака. Тој не прибра сите деца да бидеме, од прво до четврто оделение сите роми. Имаше многу одзив на деца, значи 11 октомври и другите школи не прибира Крстен Месилков и браќа Милодиновци, ама тогаш беше интересно што најверојатно немале ли место таму, па ни дозволија таа сезона да биднеме, да почнеме со учителот Живко, значи сите беа ромски дечиња. И јас како мал тогаш, доста бев плачлив и сакам да кажам дека јас до четврто деление некако изгурав, ама сосипувавме ние второ деление, помалку, трето, и значи останавме пак една група до четврто деление, која требаше да иде пето, шесто, седмо, осмо. Тогаш беше и образованието, кога у пето деление останавме едно 10-15 дечиња, после тоа не распоредија по абецеда, А, Б, ваму таму, демек да не бидеме само ромчиња, да се колку толку распоредат по учениците. Јас се паднав тогаш кај професорката, сегаш мислам дека се уште жива, користам прилика да ја поздравам. Таа ми даде голем импулс да наставам со школото, да го сакам школото, и уште тогаш се завети, викам, ќе направам што ќе направам, ама ќе бидам и јас можеби со високо образование, и фала му на Бога стигна до тука. Како се вика таа професорка? Професорката се вика, таа ни предаваше српско-хрватски јазик, се викаше Марија Живковиќ, една голема благодарност до неа. Поздравуваме јавно. Да. Таа ми даде голем импулс да јас понатака тргнам. Рековте си игравте во Спомен Костурница, кои игри најповеќе ги преферира децата ромчиња во тоа време? Па покрај фудбалот. Па покрај фудбалот ние игравме и мислам овие други малски игри како што се играат по другите мали, да. Џамли, па она со плочки редење, сега ги заборев тие игри. Тоа беше друг период и ќе кажам дека тоа време имаше една, како да кажам, еуфорија меѓу нас децата. Значи, од тоа време, мислам, година, две или после или пред тоа, започна оној фанатизам по бокс. Тогаш и Реджеповски 84 година стана вице олимписки победник во Америка, мислам дека беше тоа така. Значи, од тој период во Куманово ромските деца само у глава им беше боксот. Значи, тренира, ама пак, еве ќе кажам, ја не бев толку симпатизер на таа вештина боксерска, бидејќи мавање. Да, беше Сами Лимановски боксер. Да, Сами Лимановски исто така беше трет на европско првенство, мислејќи во Полска, во Катовице, да. Да кажам ова, дека тогаш даде голем допринос овој тренер што им беше, мислам, Србин Петровиќ, да. Тој доваѓаше во Средовек, идеше во Банио Трдло, ги сакаше децата како негови деца. Сакаше едноставно, еве кажувам, сакаше да направи тие деца луѓе за во општеството да бидат корисни од. Така, Реджеповски ми има кажувано дека конкретно 70-те години тогаш почнал таа еуфорија во боксот. Многу ромчиња заминувале да тренираат бокс кај Петровиќ. На некој начин во тој период таа ваша населба имаше некој идол, односно имаше на што да се гордее, бидејќи Реджеповски беше навистина голем боксер. Да. Па јас тоа го кажував и ќе го кажам дека тоа време беше многу еуфорично за нас ромите, значи кога гостуваше боксерскиот клуб Куманово или кога ни доаѓа некој, тогаш Куманово беше, не знам сега година да не нагаѓам, бевме ние тогаш во прва лига, мисля, че една година 76-та бевме во прва лига, да. Бокс мечевите се одржува во мислам дека во киносала ова Козјак. Во Козјак. Ама кога биднавме во прва лига, после тоа имаше и бокс мечеви во стадионот, кога доаѓаше Славија, Партизан, Раднички и ово. Значи тогаш ние цел Средорек и Банио Трдло кај беа ромите, идевме да ги бодриме нашите, мислам, боксери што беа тоа време. Значи тоа време беше, јас се развив со бокс.
во дружба со боксери, со другарчиња, пријатели. Иначе Реџеповски ми беше школски другар. Значи со него почнав од прво делење, уште тогаш тој беше имаше тие потенцијали, се тепаше по ходници со дечињата вамо таму. Значи окото не му тепна, ама еве, значи со надградба на боксерските вештини од страна на Петровиќ, Миодраг Петровиќ, и тој стана што стана. Продолжаваме, почитувани гледачи, со нашата утринска програма. Господин Сулеймановски, ме интересира една работа. И во тоа време ромите, вашите родители живееа доста тешко, се работеа се и се што, само да може семејството да живее нормално. Што работеа твоите родители, генерално со какви работни активности беа вклучени луѓето во тоа време? Па во тоа време немаше некоја, да кажам, некоја пофална реченица за вработените од ромската заедница. Знам дека имало двотројица што работеа како административни, во администрација што работеа. Знам дека еден господин работеше во Бисерка, како во тоа време работел како книговоѓа. Имавме преведувач, исто така сега покоен Рамо Рушидовски работеше во 11 октомври како преведувач на енглески. Да, тој знаеше два јазика, француски и англиски. Знаеше, имавме исто еден господин Екрем, и тој е сега, мислам, работел како професор во гимназија и работел исто како преведувач на француски јазик. Може би некога ќе заборавам, ама имаше, ама не е толку голем број. Значи, моите родители, конкретно да ви кажам, мајка ми работела во тутунски комбинат Монопол како работничка за класирање на тутун. Татко ми работел како мајстор во Димче Ребица, тогаш мислам се викаше. Значи колку толку ние бевме 4 со 3, 4 браќа и 3 сестри. Имавме еден просечен живот, да се јаде манџичка, лепче, ваму таму, и цел ден трчевме, и откако почна школувањето, јас се посветив малку повеќе на кај да биднам, еве, си поставив за цел да биднам човек, да не се машам како татко ми, а иначе како деца работевме и утовари, и растовари, и тука беше ова, мислам, тутунов комбинат имаше во тоа време доста јако стовариште, каде градот тоа време исто се градеше 82, 83 до 85. Имаше експанзија на градежни активности во градот, и ние како бекери треба да имаме некој динар излегување ваму таму. Работевме тука и заработувавме по некој денар, и така. Да кажам дека откако ја завршив, ако ми дозволите, значи откако завршив основното училиште, исто во почетокот спомнав дека имаше меѓу нас другарчињата една мала конкуренција кој каде ќе се запише средно ваму таму. Јас се посветив, викам, ајде ќе биднам, ќе се запишам во тоа спортско училиште во Скопје што го има. Тоа беше 82 година, јас го завршив таа гимназија, или се вика, не, средно физкултурно училиште во Скопје го завршив, и од тогаш не можев да се работам. Работев како спасител во базентот, во тоа време го држало Росрод. Да, само ќе се навратиме, тоа би запрашал. Многу убав дочек направивте на Реџеповски кога ја освои она сребрена олимписка медала во Лос Анџелес. Тоа беше велата невидена еуфорија во Средорек. Што се случуваше тогаш? Па тоа време ние Реџеповски го знаевме како Реџо, го викавме, не беше толку, ама откако цел свет му даде признание, па цела Југославија, па Куманово, па дочеци, па ние цело утро тоа кога станавме, маса на луѓе излегувавме на главниот пат, мислам од Средорек излегуваме на главниот пат што иде на кај центарот. Значи да го гледаме Демек Реџо, не го гледавме, ама сега Реџеповски беше, кога дојде тогаш го дигаа луѓето. Јас не успеав да бидам до него, ама после тоа се видовме, ама иначе тој беше со тие венци, со тие медали, го дигаа луѓето, го фрла Куманово, Реџеповски, ово, значи многу беше еуфорично. Јас тоа како дете го паметам, и дека
дека беше убаво. Сега тие Многу народ имаше. Да, многу народ, цело Куманово Да. се дигне на нози, така. Имаше и гости од Скопје, мислам, наши роми, Така. исто кои дојдоа да дадат подршка на тоа. Тоа е доказ дека со многотропна работа ете може да се стане олимписки вице шампион на некој начин и Рече Полски еден од најуспешните роми не само во Македонија, туку и пошироко. И сепак сребрен медал на Олимпијада е голема работа. Да. Рековте, потоа заминувате да работите во градскиот базен и таму останавте неколку години како вработен спасител. Да. Што значи да се биде спасител и како тогаш бе прифатија луѓето кога работите? Па право да ви кажам, не беше нешто страшно тоа, бидејќи јас тоа време бев малку помлад и имав обука добро, да ти кажам право, од това ни се бањавме тогаш на реки ваму таму и тој страф од пливање ми излезе на мене и кога идевме на тие бев и на курсеви по пливање, мислам во Охрид, тоа од школа бевме, имавме положено, мислам, испит од еминентни стручњаци за пливање, значи јас сите тие 4 врсти на пливање што ги има, мислам, основни, што се краул, грбно, градно и делфин, јас тоа тие вештини ги усовршив и имав пријатели тоа време, мислам, Николовски Коле се викаше, тој беше како шеф на тоа оделение таму, абе вика ти си млад, вика имаш тоа школо, ги исполнуваш условите, ајде да бидеш спасител. И јас, право да ви кажам... Мислам дека беше Никола Маневски. Така, Никола Оджа Маневски го вика. Коле, да, Коле, така. Тој ме ангажира, вика, дојде вамо, ти си таков ни треба на нас, работев 5 сезони, зимавме некои пари, јас како бекер имав доволно. Си имало некоја непријатна случка на градскиот Имаше, да, имаше доста. Помогнав и на помлади дами, и деца, и луѓе, еве, например, ще става у вода, демек ајде да ова, па најверојатно беше тогаш промена топло-ладно, вода, грчеви ваму таму, и се пушташ у вода, му дадеш подршка, го дигаш малку од задвишка, 2-3 метра го тргаш. Да не се дави. Што е важно кога некој човек му се случи да се дави, кои се вашите совети, бидејќи вие сте спасител, работеле долго време? Како треба да се реагира во тие моменти? Па во тие моменти, јас со моето искуство, можам да кажам дека треба да се даде, еве, прва прилика е, например, да го, колку толку ти да си смирен како спасител, за зададената задача да успееш да го довлечкаш до едно соодветно место каде што можеш да му дадеш прва помош. А кога го веќе тргаш и тој ги прима првите вдишувања на воздух, значи тој ќе се оправи и нема да има никаква проблема. Откако ќе го, мислам, доближиш до соодветно место каде тој што ќе лежи, тогаш, а немаше прилика од такво нешто, вештачки дишења, ваму, таму, масирање, не, него на страна, бочно ќе го окренеш и ако има нешто водичка, до прво вдишување на воздухот. Иначе имаше и лекарска екипа која беше дежурна. Да, задолжена, да. Се сеќавам дека на тој доле базен во Куба имаше многу народ со години. Кумановци одеа со душа да се забавуваат, да се рекреираат. Тоа ви останува спомена вас. Да, тоа време и како да ви кажам, тогаш немаше како сега, не знам, ни еден по базент градскиот што го има тука. Тогаш имаше маса на луѓе, 500 луѓе, од секакви роми, албанци, македонци, значи градот беше исто така познат, додека во другите градови сега во поново време се отварат базенти, во Куманово тоа време сабота, недела, која гужва, кој работеше бифето тука, имаше добра музика. Куманово во тоа време имаше многу добри услови за еден таков забавен живот на граѓаните. Да, убаво место беше малку вон градот, да. Така натаму. Сулеймановски, вие по вокација сте рековме професор по оделенска настава. Како ви одеа студиите? Сте имали ли потешкоти? Па право да ви кажам, ова го користам право да ви кажам, бидејќи не сакам да ме гледачите перцепцираат како нешто сакам да измислувам. Ова кажувам од душа и затоа го зборам тоа право да ви кажам. Имав проблеми уште на почетокот, ќе ви кажам, откако се запишав на педагошкиот факултет, тоа беше педагошка академија во Штип. Какви проблеми?
Па имав еден проблем, например, никако не можев да го положам предметот, еден од потака значајни предмети беше македонскиот јазик. Еднаш ме бутна професорката и втор пат ме бута. И за трет пат се спремала да ме бута. Ја прашувам чисто вака. Викам, зошто ме буткате кога материјата ја знам? Вика, ти требаше, вика, да се запишеш, вика, во Тетово, не тука. Зошто во Тетово да се запишам? Викам, па јас сум исто така македонец. Па како ти, вика, Севџан Сулеймановски, како македонец? Викам, да, јас сум од ромска националност, викам, професорке, ке ве молам, што не знам јас да зборувам македонски? Па ти не ли си, вика, друг? Па викам, не бе, ромче сум. А, добро, ајде, вика, ќе ја повлечам пријавата, значи нема да ми биде да платам, ај, вика, за друг термин, и како отидов таму, значи, еве, мала една дигресија беше од нејзина страна, и од тогаш нема после забелешки, најверојатно таа кажа таму во деканатот дека немаме ние, имаме роми, немаме други националности, инаку во Штип ми беше многу пријатно како студентски град. Ме прифатија децата таму, мислам, и од други градови. Па сега студии се знаат како е, ако не учиш не можеш да положиш, поготово кај нас во Македонија. Да кажеме на нашите гледачи дека вие сте и рецензент на неколку научни трудови. Конкретно зашто? Па не би се сложил со таа констатација, бидејќи јас сум рецензент, исто така бев од Министерството за образование, бев назначен, на тоа време малку не имаше со тие педагошки факултети и академии, за одобрување на книги кои се пишува на ромски јазик, значи да правиме една врста рецензија, да вадиме неромски, да ставаме ромски зборови. Значи, ако правиш нешто, значи една мини селекција, тогаш државата ни хонорирала, мислам, за тие ангажмани. В тоа време успеавме да неколку книги и учебниците што беа изготвени од Министерството за образование за трето, четврто, пето одделение, исто така направивме рецензија за нив. И сега не сум во таа комисија, бидејќи има сега помлади деца. И така, иначе доста беше интересно. Имавме наши посебни кабинети, како комисија која работи на рецензија, бевме тогаш многу пријатно прифатени од педагошки завод во Скопје и така. Инаку и бев исто ангажиран, после 2 години бев ангажиран исто така од Министерството за образование во екипата за овие наставни програми што се правеа. Нели, со законот демек имало можност да се изучува и мајчиниот јазик, ама во делот на изборните предмети. Децата сега се уште во Куманово, во Штип, мислам дека е во Скопје, го прифаќаат тој предмет како изборен предмет ромскиот јазик, и за тој предмет тие се оценуваат во збирот на оценките, влегува и таа оценка од тој предмет. Значи, тие наставни планови исто така имавме екипа. Сега професорот што е на универзитетот во Хрватска, господинот Лјатив Демир, тој беше тука, исто така професорот од Тетово Хасан Идрис, јас бев тука со нив помлад малку, и тие наставни програми ги направивме и се уште нема измени во нив. Значи, добри се, што нема некоја приметба за нив. Господин Сулеймановски, имам еден предлог до вас, бидејќи вие сте од населбата Сведорек, тоа е гордоста на ромите во Куманово. Дали размислувате да напишете на монографија за Сведорек како синоним за успех на ромите? Па, ви треба многу работа. Не ми треба многу работа. Јас работам на тоа поле, бидејќи се дружам со тие постари што се во населбата Сведорек, што се и во диаспора, еве 50 години, 60, со нив се дружам и можда приметивте по градот, значи ги има нашите луѓе кои го знаат Сведорек уште поодамна, и слушам кои се тие придобивки во тоа време, што се работело. Значи, работам на тоа, спремам материјал и се уште сум така, мислам, со енергија, со ентузијазам. Мислам дека во недогледно време ќе успеам нешто да скројам, да склопам, да оставам на помладите да знаат дека... Како пишан документ. Да, како пишан документ, дека еве и ние како етничка заедница во градот Куманово и пошироко во државата, дека еве имаме некои
белези со кои може да се гордееме. Сега какви се, такви се. Јас тоа планирам да го направам, ама пак ви велам дека се уште истражувам, сакам да биде тоа квалитетно и да биде, да кажам, не уникатно, ама нешто што ќе секој граѓанин од ромска заедница и било која друга, што ќе го прочита да му остане добар впечаток и да има еден да има една, како да кажам, да му остане во сеќавање тоа убаво нешто што читал за својот сограѓанин од ромска националност. Инаку мислам дека имаме се уште ние квалитетни постари луѓе кои имаат 75 до 80 години, кои кажуваат многу други работи, кажуваат и работи што беа во нивното детство тога за време на Втора светска војна и тоа ме интересирало. Да. Значи работам на тоа поле и се надевам дека ќе сработам нешто. Разговарате денеска со секој обичен ром, што не повеќе ве прашуваат? Па сега тренд е да се зборува за социоекономската ситуација во градот. Тоа време што го зборуваме и сегашното време ние сме преполовени со луѓе роми тука во градот. Тоа не е само за нас ромите, тоа е мигрирање на сите граѓани кои сакаат подобар живот од овој, бидејќи да формираш семејство, а да немаш основни екзистенционални средства за одржување, плаќање на тие давачки кон државата, значи тоа е многу тешко. Да кажам дека разликата е огромна и после осамостојувањето на Македонија некако повеќе грижа се води за ромската популација преку овие невладини организации, преку разни фондови се помагаат, се етаблираат ромите во општеството како значаен субјект. Види, вака, тоа точно е дека сега Европска заедница и други, да кажам, еве Сорос, Америчка амбасада и сите други донатори кои донираат во Република Македонија, дел од своите донации ги делат и за ромските невладини организации. Генерално можам да кажам дека невладиниот сектор во градот Куманово е толку јак и толку е квалитетен што за другите градови не би знаел да ви кажам, бидејќи доста проекти сработија тие, има резултати, не кажувам дека не, резултатите не се, мислам, толку големи, ама ги има и даваат поттик за овие помладите да настават и да направат поголеми, например, успеси од нив. Еве, као, например, да кажеме дека тие во почетокот почнаа со стипендирање на ромските дечиња. Од како им дадоа на државата презнак дека е тоа потребно, после тоа државата почна со стипендирање на ромски дечиња во средно и во високо. Значи, има доста добри работи и во образованието исто така. Јас работев како учител во основно училиште 11 октомври во овие паралелки што беа во Средорек 2, тоа не го спомнав. Работевме на изучување на македонскиот јазик кај ромските дечиња кои треба да појдат во прво деление. Значи тоа дете кога ќе појде во прво деление, значи да биде подковано, спремно, значи нема да се чека во делението дека чекај се на детето, значи да ги кочи другите ученици, значи тој да биде равноправен со нив. Тогаш беше исто така УНИЦЕФ помагаше тука преку фондацијата Сорос, работевме 5 години и беше доста добар, мислам, квалитетен период и од таа генерација почнаа децата малку повеќето и родителите, имавме почесто родителски состаноци да им се метне у глава дека тој родител треба колку толку да се посвети, да се интересира, да го подучува детето и има еден подем на подобрување во тој дел кај ромските семејства. Инаку невладиниот сектор, да ви кажам, дека има свој допринос во градот Куманово и се уште работат на издигнување на таа социоекономска свест, а импулс се дава во образованието и мислам дека пак благодарение на тие фондови европски што финансираат, мислам дека се иде на подобро. Да споменеме уште една значена личност од ромската популација, тоа е за жал сега покојната Есма Реџепова, која даде многу за популаризација на ромите
кај нас и во светот. Едно големо музичко име. Па право да ви кажам, Есма Реджепова, на мене ми е така драга била. Јас ја почитував поради нејзините години и секогаш бев во нејзино друштво воодушевен. Таа знаеше многу добро да запее и многу деца има изведено на пат. Да, и многу добро знаеше да каже некое зборче повеќе за како да се понашаме, како дека школот е на прво место, бидејќи тоа време кога беше со таа песна се прослави чајорие, шукарие. И сакам да ви кажам дека кај мене остави исто така силен печаток и кога веќе почина, исто така ние бевме делегација од градот Куманово на гробиштата Бутел која беше сахранета. Таа, како вие што спомнавте сега, имаше не е точно тоа, мислам дека имаше повеќе генерации изведено деца на прав пат како музичари, како интелектуалци. Значи тој музеј сега не знам, имам некои информации дека затворен е нешто, има некои проблеми таму. А инаку таа ни беше како, за мене лично кажувам, ми беше како прозорец кон светот за афирмирање на ромите во Република Македонија, во Куманово. Иначе доста беше умилјата жена. А некои него тоа така, него тоа кажуваат од срце, мисла дека таа беше само работела за пари, за концерти ваму таму. Тоа е нормално дека таа требала да обезбеди за себе некоја екзистенција и ти да одгледуваш толку семејства, толку фамилии. Ама генерално еве кажувам јас, без разлика на други мишлења, моето си го кажувам дека жената беше прав амбасадор на ромите во Македонија и во светот. Сега овие млади ромска популација повторно се активни во боксот, еве минатиот пат кога бевме на тренинг, повторно ромите превладуваат во овој спорт. Тоа значи дека повторно има шанса да добиеме некој нов Реджеп Реджеповски, а главната цел Олимпијадата во Токио да се донесе, ако може, некој медал. Така е, јас мислам дека Реджеповски, вие пред тоа исто го спомнавте Мухамед Алија тука. Сами Лимановски, извореден боксер. Не, овие што работат сега во моментот, тие се, како да ви кажам, како да се они враќаат сега Салиевски, Реджеповски и Мухамед. Тие се секоја вечер на тренинзи со нив. Значи, толку се вложуваат во тие деца, сакаат да, како да ви кажам, како тие да се сега пак почнуваат да боксуваат, го дават сиот жар од себе, сета волја, целиот ентузијазам, за да биде нешто од тие дечиња да настапат и на некои си европски, балкански и што спомнавте ова Олимпијада во Токио. Значи, работат на тоа поле, се жртвуваат. Ја бев исто така два-три пати на тренинзи, гледам и девојки, мислам, имам и девојчиња, нема само машки, значи овие тројца дават се од себе да се успее во тоа. Сега мислам дека треба и градот малку да помогне. Мислам дека градоначалникот Максим Димитриевски учествува со некои негови програми во афирмација на спортот и боксот во градот Куманово и се надевам дека ќе вратиме таа стара слава на градот Куманово како првенец во боксот во Република Македонија. Дали лично ти како ром кој веќе има над 50 години од својот живот си задоволен од она што го имаш остварено и кои се твоите размислувања за понатаму? Па моите размислувања за понатаму, јас не сум некој, еве сега да кажам, најсовршен, ама имам собствена семејна куќичка, керка ми е вработена во медицински центар тука во Куманово како медицинска сестра. Синот е уште една година има на факултетот за бизнес менеджмент. Јас работам како државен службеник во дирекцијата за заштита и спасување. Мојата госпоја е пензионерка. За еден скромен живот да го живееме и да ги надградиме децата. Ама и ова да ви го кажам, не се предавам,
сакам да го вложам цело свое знање во областа на образованието и други, мислам, области кои се со искуство стекнати, да помогнам во мојот град и пошироко, доколку имам време, да се доближиме до едно соодветно место каде ние може да конкурираме во сите секојдневни сфери во областа на сите, да кажам, и да изучаат децата занаати, и да се запишуваат на факултети, и да работат ромски дечиња како инженери, како адвокати, значи во сиот соживот во градот Куманово и пошироко, значи јас сакам да помогнам и се до моја смрт имам таа сила, имам тој морал, таа волја да помогнам, и ние малку колку толку да се издигнеме, да не чекат нашите деца тука по мостот, да чекат тутова растовар, да работат, да видат и они граѓани, како што се и другите граѓани, без разлика на верска и припадност. Да. При крајот сме на овој разговор, господин Сулеймановски, една порака до ромската популација во Куманово и Североистокот, дека сепак знаењето е многу важна работа, високо образование кој ќе заврши ромска популација, многу подобри услови има за понатаму, значи мора да се школуваат ромите. Доколку ми дозволите, би сакал да се задржам уште една минута, два, бидејќи не знаев дека ова програма ваша од К3 ја гледаат и од делот на Североисточна Македонија, како што се кратко Кривопаланка, Ранковци, вамота. Сакам да кажам, тие исто така ме знаат, мои браќа и пријатели роми македонци, да јас тоа време добив исто така одобрение за работа на зелен пазар за продавање на сатови, часовници и поправка на часовници. Значи, тие ме знаат како часовничар. Од тој дел ги поздравам сите мои пријатели од Кратово, од Крива Паланка и од, не знам дали се гледа Пробиштеп там и од Ранковци. Инаку ме знаат дека работев како часовничар, имав соодветен документ каде што си плаќав давачки кон државата. И друго, не би имал нешто да додадам. Специјална порака нема. Не, видите ваму, специјална порака би имал да даде Господа, кажем, народски, да си биднеме сложни и еднакви во сите погледи во градот и пошироко, и да има место за сите граѓани во оваа држава, во овој град, да има соживот за сите граѓани во овој град, како што живеа нашите стари, да живееме и ние помладите, со надградба за љубов кон секоја традиција, кон секоја вера, без омрази. И порака до младите ромчиња, добро е да се мигрира во странство, ако нема спас тука во сопствената држава, ама без образование не можеме да идеме понатака, а тука се да помогнат и Европската заедница и невладиниот сектор, да ги прифатат тие деца, да им помогнат и да им дадат правец за и тие да формираат семејства кои ќе бидат конкурентни. Ете, ти благодарам за нашите гостини, господин Сулеймановски. Тоа беше, почитувани гледачи, нов ден утринска програма. Животот на обичниот ром во нашето општество. Се бидовме на некој начин да го прикажеме како тоа изгледало некогаш и денес. Се надевам дека бевме интересни и ви посакувам пријатен ден.